тагата, разочарувањето, потиштеноста поради животните околности се реален дел од животот. Се реален дел од секојдневието и за жал тоа што се случи пред недела дена е само уште еден потсетник. Се разбира, тагата некој пат ќе биде поради некои околности малку поизразена, некој пат не толку многу изразена, сега е доста изразена и е на некое поколективно, поопширно ниво, ама она врз кое што јас сум убеден е дека како верници, ние сме повикани, често го зборуваме тој од проповедалните, можеби во меѓусебни разговори, дека ние сме повикани да живееме на начин кој што му е угоден на Бога. И тоа ни е опишано што тоа значи во Светото Писмо. Да се живее на начин кој што му е угоден на Бога, покрај другото, значи и да се тагува на начин кој што му е угоден на Бога. Ние често знаеме да зборуваме или би сакале повеќе да зборуваме и размислуваме како да живееме угодно кога богоугодно, кога ни е добро и така натаму, или кога сме на работното место помеѓу семејството и сето тоа. Ама тагата е реален дел од секојдневието. Пак ќе кажам, при оваа ситуација ние ни одблиску не ја чувствуваме тагата толку многу како што чувствуваат тие кои што изгубија некој во таа несреќа, ама повторно се чувствува помеѓу народот. И верувам дека дури во вакви ситуации, дури во вакви трагични ситуации, она кое што верникот треба да се запраша е како да и пристапам на оваа ситуација, макар и да е тага, макар и да е разочараност, макар и да е можеби некое чувство на безнадежност во однос на тоа што се случува помеѓу народот, како да му пристапам на начин кој што му е угоден на Бог. И велат во овие денови се зборува дека оваа трагедија кој што се случи во Кочан е најголемата трагедија кој што се има случено, која што овој народ има искусено години наназад. Јас верувам дека е така, ама денес ќе размислуваме за еден настан или за еден период од историјата на израелците, кој што исто така од перспектива на Стариот Завет се опишува како најголемата трагедија на Божиот народ во Стариот Завет. И најголемата трагедија на Божиот народ во Стариот Завет е опишана во книгата Плачот на Еремија. Иако тоа што им се случило тогаш и таму пред повеќе од 2500 години и тоа што се случи кај нас не се исти ситуации, ама сепак е некоја ситуација и они се соочија со околности во кои што целиот народ страдаше и патеше и жалеше за тоа што се случи, и верувам дека и ние во нашиот контекст се соочуваме со околности во кои што народот тагува поради тоа што се случи. И оно што ќе се обидеме да го направиме да повлечеме неколку паралели помеѓу нивното искуство и како Еремија се соочи со таа ситуација и како ние може да учиме од неговиот став и од неговото однесување. Малку историски контекст. Најголемата старозаветна трагедија за израелците, за Божиот народ, се случува во 6 век пред новата ера. Конкретно 587 година пред новата ера. На таа најголема трагедија во Стариот Завет, помеѓу Божиот народ, и следеше период од години и години, децении, можеби ќе речеме и векови, кај што Бог на неговиот народ му праќаше пророци. И главната задача на тие пророци беше да зборуваат во Господовото име. Денеска некој пат луѓето имаат погрешна слика што значи пророк. Мислат дека значи некој што ќе ја предскаже иднината. Делумно го правеа тоа, ама пророците како ја предскажува иднината? Им велеа на луѓето: евеа диагнозата, евеа вашата духовна состојба моментално. Она што Бог го бара од вас е да се покаете и да се вратите на патот на праведноста. Ако не се вратите на патот на праведноста, тука доаѓа оној момент со предскажување на иднината, Бог ќе ве дисциплинира. И Бог праќаше пророци, некои нив ги имаме нели во Светото Писмо, верувам дека имало и други пророци кои што не се запишани овдека. Праќаше пророци и истата порака, во различна форма, истата порака пренесува: вратете се назад кај Бог, покајте се за гревовите, покајте се за корупцијата, покајте се за тоа што ги угнетувате сиромашните и така натаму. Израелците си најдоа други пророци и кои што им вика: уживајте, се ќе биде во ред, вие само терете напред. И дојде момент кога сите тие гревови во општеството си дадоа плод. Гревот беше навлезен во, што се вели, во секоја пора од општеството.
Имаше угнетување на сиромашните, имаше негрижа за вдовиците, негрижа за сиромасите, негрижа за сираците. Имаше ситуација кај што тие што беа големци ги угнетува оние кои што не беа толку многу видни во општеството, нарушени меѓусебни односи, површна религиозност и духовност помеѓу народот, и сето тоа на крај си даде плод. Во одредена смисла би можеле да кажеме дека состојбата, ако земеме да читаме во пророчките книги, состојбата на Израел или Израел и Јудеја во тоа време беше многу слична во некои аспекти на тоа што го гледаме денес во нашето општество. Гревот владееше насекаде. И со оглед на тоа што пророците доаѓаа, ама со оглед на тоа што народот не ги сапеше пророците, се вика, остај ги, тие се некои кои што само хейтаат, само тие не зборуваат, само сакаат да негодуваат, да напаѓаат, ние сме си добри, си продолжија по својот пат и стигна оваа трагедија. Вавилонскиот цар Навуходоносор доаѓа, го опколува Ерусалим, го освојува Ерусалим, ги уништува зидовите на Ерусалим, го уништува храмот, Божиот храм во Ерусалим, многу луѓе се убиени, многу добри луѓе и млади луѓе се однесени во робство назад во Вавилон за да му служат на царот, а тие што се таму, останати во Ерусалим, ако земете да ја читате цела книга Плачот на Еремија, само 5 страни е, ќе видите во колку ужасна состојба се наоѓаат. До таму дојде работата, не знам дали ќе ви се згади ова или што и да е, ама Еремија вика, мајките ги убиваат своите деца и ги јадат своите деца, бидејќи нема што да јадат. Зошто? Бидејќи гревот си го прави своето. Мајките ги убиваат и ги јадат своите деца. Тие што не ги убиваат, вика, има еден таму доста описно зборува оваа ситуација, па затоа сметам дека е најтажната книга во Библијата. Вика, јазиците на бебињата се лепат за нивните непца, бидејќи мајките нема да им дадат млеко. И сето тоа го поврзува со, знаете што, Бог ве опоменуваше. Колку пати Бог ви даде шанса да ги избегнете сите овие нешта. Ама сепак народот си тераше по свое. И тоа не беше случајно, тоа што се случи во Ерусалим во тој период. Ја не велам дека ние сега треба тука да даваме одговори за тоа што се случи во Македонија, ама ако видиме колку гревот е навлезен во секоја сфера од општеството, можеме само да кажеме не е случајно. Или не треба да не чуди, ајде, ако може така да кажеме. Една од работите кои што ги учиме од целото Свето писмо, ама конкретно од книгата Плачот на Еремија, е дека гревот во општеството секој пат ќе си земе жртви. Она што некој пат е мачно и што некој пат е тешко и што изгледа дека е нефер, е што многу често тие жртви не се оние кои што го правеле гревот. Не секој пат, ама често. Како во оваа ситуација со која што ние се соочуваме. Ама кога човек одлучува да живее помеѓу други луѓе, се става себе си на ризик дека гревот на мојот ближен може да ми наштети мене. Или пак мојот грев може да му наштети нему. Друга опција е, ако не сакаме гревот на ближниот да ни наштети, ќе се трнеш, ќе се изолираш во пештера некаде ќе живееш и си викаш, мој одлуки, мој живот не ме засега ништо друго. Ама гревот, кога живееме во цивилизација, гревот на другиот може да има влијание и врз мене. И книгата Плачот на Еремија е всушност извештај и една молитва со која што пророкот Еремија на некој начин ги процесира своите мисли и своите чувства пред Бог и ми кажува, еве каква е ситуацијата, еве колку страдаме, еве колку ни е тешко, и не само со Бог, туку разговара на некој начин и со народот. И она што во Светото писмо го имаме, особено во некои од псалмите и во пророчките книги, особено па во книгата Плачот на Еремија, има еден начин на тагување кој што се нарекува оплакување. Оплакување е начин на кој што во Библијата оние кои што страдаат, било да е поединец за некоја лична работа која што му се случила, или пак да е, еве како во случајот пророкот Еремија, за нешто што се случува помеѓу народот, оплакување е начин на доаѓање пред Бог и процесирање на таа тага пред Бог. И процесирање до таа мера, кај што некој пат тој кој што оплакува, некој пат тој кој што се жали, кој што тагува, се викаш овој хули на Бога.
Толку описно ги кажува работите, така му се изразува на Бога, што си викаш, што се случува со човекот. Пророк е во ситуацијава, ама толку е брутално искрен со Бога, што некој пат си викаш, упс, што се случува тука. Тоа е начин на тагување според она што го читаме во Светото писмо. Една дефиниција што ја најдов за тагување, за оплакување, односно, е доста едноставна и кратка, вика искрено искажување на нашите таги пред Бог. Искрено искажување на нашите таги пред Бог. И ова е нешто кое што секој од нас би било добро да го научи, не само во контекст на оваа ситуација сега што се случува во Македонија, иако може да се најде во таква ситуација, ама и во контекст на некои, колку и да не сакаме, лични трагедии кои што ќе ги доживееме во животот. Да научиме како да тагуваме пред Бога на начин кој што му е него угоден. На начин кој што нема да биде буквално хулење, некој пат може би ќе изгледа како хулење, некој пат може би ќе изгледа како отпадништво од верата, ама начин кој што е искрен и начин кој што му е угоден на Бога. И главната примеса на оплакувањето, или главната идеја на оплакувањето, на библиското оплакување е дека да, гревот е реален, да, поради тоа што гревот е реален, и злото е реално, и злото си прави тоа што прави, некој пат ќе земе жртви, ама оние кои што оплакуваат во Библијата на начин кој што му е угоден на Бог, тргнуваат со идејата дека и покрај сето зло, и покрај сиот грев, Бог не дигнал раце од оние кои што страдаат. Бог не дигнал раце од оние кои што тагуваат. И неговото уво се уште е отворено за плачот на оние кои што се во болка. Никаде во Библијата не ни е кажано дека ние само ако веруваме или ако правиме нешто нема да имаме никакви проблеми во животот. На некој начин, Библијата ни кажува, не соочува со реалноста на злото, и кога ќе се соочиме со него, ни дава насоки како да се справиме со тоа зло, како да го процесираме тоа во нас. И затоа ние денеска имаме книгата Плачот на Еремија, бидејќи Еремија беше и тоа како свесен за злото околу него. Ама исто така беше свесен дека Господ е жив, дека Господ не го напуштил својот народ сосема, иако при трагедија мора да бидеме искрени, си го поставуваме прашањето, а каде беше Бог во сето ова? И јас не верувам дека тоа е прашање кое што го навредува Бог, бидејќи го гледаме во самото Свето писмо. Псалмистот некој пат го поставува. Доаѓа до некое решение, доаѓа до некој одговор, ама за време на трагедија, и јас сум си го поставил тоа прашање кога пред 2 години мојот братучет почина од нешто, нема да го пишам, само од негова лична одлука. Лична одлука која што направи да земе нешто кое што не требаше да го земе во своето тело, почина како резултат на тоа, и јас кога дознав за тоа си викам, добро Господе, нели можеше ти преку некое чудо да направиш тоа што го ставил во своето тело, да не го убие? Можеше Бог? Мислам дека да. Зошто не го направи тоа? Камо да го знаев одговорот, ке ми беше малце помирна во однос на тоа. Ама не го знам одговорот. Ама кога тагуваме, добро е да поставуваме прашања. Се додека ги поставуваме со вера и се додека стварно ни интересира одговорот, а не само да наоѓаме некој виновник. Да, виновник помеѓу луѓето, помеѓу народот, си гледаме на вести секој ден. Си ги наоѓаат, си ги приведуваат и тоа е тоа. Ама кога тагуваме, она што од исклучителна важност да го разбереме дека она почетна точка ни е дека Бог не е виновен, бидејќи тагата е резултат на гревот, а гревот се отелотворува преку луѓето. Значи, виновни се луѓето во одредена смисла. Виновни сме, можеби, сите ние во одредена смисла. Пред не знам колку децении, некој весник има поставено прашање во еден дел од весникот, во Англија, мислам дека имаат поставено прашање, кој е проблемот на светот? Или што е проблемот на светот? Каде е проблемот на светот? Еден христијански автор им пуштил писмо кај што рекол, кај мене е. Човек кој што бил доста доблесен. Човек кој што има и пишувано, има служено на луѓе, така натаму, ама на некој начин се вика, знаеш што,
можеби секој треба да се погледне себе си. Можеби секој треба да се приспита себе си. И покрај другото, тоа го гледаме и во книгата на Плачот на Еремија. Не велам дека јас или ти како поединец сме виновни за некои други работи што случуваат, ама секој си има своја одговорност. За контекстот во кој што Бог го поставил. Ние не можеме, како што има денови на жалост моментално во Македонија, камо да можевме да речеме од утре ќе биде ден на покаяние. Ден на покаяние и ден на исповед. Денови на жалост поминуваат и ситуацијата си останува како и претходно. Камо да можевме да имаме денови на преиспитување, исповед и покаяние. И тогаш ќе трнеше работата во поинаква насока. Се вратиме назад на тагувањето, на плачењето. Знаете, ние кога, сигурно ова би се случило и вас, а може би сте го правили ова со вашите деца. Кога јас бев мал и кога ќе се затрчав некаде и ќе паднев некаде, те боли, плачеш, ти крвари колено, рака и така натаму, и родителите што ти велат најчесто? Не плачи. Така? Не плачи. Добрата работа е што нашиот небесен татко не е како нашите родители, кои што ни викаат не плачајте, тоа е знак на слабост. Не, Бог ни дозволува да плачеме. Бог ни дозволува да тагуваме. Во посланието до римјаните, мислам дека 12 глава, 15 стих, ќе се сетите, ова се познати зборови. Апостолот Павле им вели, радувајте се со оние кои што се радуваат и тагувајте со оние кои што тагуваат. Од таа гледна точка може да кажеме дека тагата или плачот не е опција за христијанинот. Не е сакам или не сакам, туку е заповед. Кога другите тагуваат, покажува сочувство преку тагата. И кога зборуваме за библиско оплакување, зборуваме за активност или за став на срцето кое што се состои од неколку елементи. И првото е токму тоа, тагата. Еремија, па ќе видите во неговата книга, оваа Плачот на Еремија, околу себе гледа катастрофа. Околу себе гледа разрушен град, разрушен храм. Околу себе гледа мртви тела. Околу себе гледа, како што спомнав претходно, мајки кои што одат до тој екстрем кои што се ги убиваат децата и ги јадат за да преживеат. Гледа мајки кои што нема што да им дадат на децата да јадат. И он тагува поради тоа. И неговата тага ја опишува со зборови како, тука ги имам запишано, 5 глава, од 15 до 17 стих. Во 5 глава, од 15 до 17 стих, слушнете колку описно ја кажува и искажува Еремија својата тага. Таму се вели вака: се сврши радоста на срцето наше, нашите ора се претворија во тага, падна венецот од нашата глава, тешко нам што сгрешивме. Поради тоа и боледува срцето наше, поради тоа и потемнеа очите наши. Или во 1 глава 13 стих, вика, ова се однесува на Бог. Вика, тој испрати оган од озгора во коските мои и огнот ги опфати. Распосла мрежа за нозете мои, ме кутна ничкум, ме остави да тагувам секој ден. Ова е човекот за кој што во книгата на пророкот Еремија, глава 1 стих 4, Бог вика, јас тебе те одбрав. Оној кој што беше Божи избраник, искажува тагата на овој начин. И не верувам дека Бог се налути од тоа. Бидејќи Бог, првичниот Божи план беше, кога го постави човекот на оваа земја, човекот да не прави грев. Нема грев, нема страдање, нема тага. Тоа е план А. Човекот го направи тоа што го направи, човекот до ден денешен го прави тоа што го прави, односно гревот, и за тоа страдањето е дел од нашето искуство. Во Откровение, глава 21, стих 4, апостолот Јован Богослов вели дека кога ќе бидеме во дел од небесното царство, нема да има ни плач, ни смрт, ни тага. Тогаш, кога Бог целосно ќе го воспостави своето царство, ќе се исполни тој првичен план дека нема да има тага. Ама во меѓувреме, Бог не ја забранува тагата.
Никаде во Светото, да, во Светото писмо имате моменти кај што Бог им вели на луѓето не плачете или не тажете. Ама тоа е во друг контекст, не е дека тагата сама по себе е греф ако човек ја прави. Ја би рекол дека тагата е греф можеби кога плачеме и кукаме и тагуваме за банални работи од секојдневието. Кога тагата е насочена кон вака ми се свигало мене, така испаднало и тажен сум сега. И во вакви моменти како сега сваќаме колку таа тага е незрела. Колку навистина некој пат Бог не потсетува дека има многу посериозни работи во животот од тоа дали нас нешто ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Бог не ја забранува тагата, можеби е подобро ако кажеме дека Бог ја ни дава начини или насоки како да тагуваме кога се соочуваме со злото. Господ Исус Христос, кога неговиот пријател Лазар почина, што правеше? Вика, најкраткиот стих во Библијата. Исус просолзе. Само 2 збора. Ама многу јасно ни опишува дека и кога отелотворениот Бог дојде на оваа земја, не беше цело време јас среќен, радосен, не, тагуваше поради последиците на гревот. Еден пастор вели, Исус беше, кога беше тука на земјата, Исус е најзрелата личност, емотивно, најзрелата личност која што било когаш чекорела по оваа земја. И ако он можеше да плаче, ако он можеше да тагува за последиците од гревот, па можеме и ние. Ке се сетите дека кога Господ Исус Христос беше на крстот на Голгота, кога умираше поради нашите гревови, и небесниот татко тагуваше. Бог тагува. Тоа е дел од неговата природа. Тоа е дел од кој тој е. И јас би рекол дека во контекст на оваа трагедија со која што Македонија се соочува моментално, мое лично мислење, ова не можам да ви извадам стих од Библијата, ви кажам дека е така, ама јас мислам дека Бог не тагува повеќе од сите нас. Бог тагува повеќе од било кој од нас поради тоа што се случи таму. Бидејќи тие кои што ги загубија таму своите животи, се негови созданија. Негови созданија кои што поради гревот, поради корупцијата во општеството ги загубија своите животи. Бог тагува. И како што ние веруваме и се надеваме на оној кој што тагува, можеме и ние исто така да тагуваме. Не мора тагата да гледаме како некој емотивен екстремизам, како ај сега, биди јак, биди цврст. Не, Бог ни дозволува да го правиме тоа на начин кој што му е него угоден. Оплакувањето, библиското оплакување во себе содржи тага, ама исто така содржи и искрена молитва. И покрај другото, книгата Плачот на Еремија, покрај другото е како искрена молитва. Кога во Стариот Завет луѓето оплакуваат, кога тагуваат на начин кој што му е угоден на Бог, они го кажуваат тоа што им лежи на срце. Така како што им лежи на срце. Не користат навреди и така натаму, ама се, ако може да кажеме, брутално искрени со Бог и брутално искрени со тие кои што слушаат околу. И ќе цитирам неколку стихови од Плачот на Еремија, кои што, ако човек не ни каже дека се од Светото Писмо, може би ќе речеме, кој знае кој ги пишувал овие зборови, кој знае овој што ги напишал и што ги кажал овие зборови, каков безбожник бил, или пак некој човек кој што отпаднал од верата. Ама ова не е отпаѓање од верата. Ова е начин на тагување, искрено тагување пред Бога. И слушнете што вели Еремија. Човек кој што патем кажано во книгата на пророкот Еремија, значи имате книга на пророк Еремија и Плачот на Еремија. Во книгата на пророк Еремија го колне денот кога се родил. Вика, проклет да е денот кога се родив. Не само тоа. Проклет да е човекот што отиде на татко и му кажа, еј, син имаш. Дали треба, тоа е на брутална искреност. Кај што го гледа злото во Израел и се вика, толку ми е тешко што камо да не се родев јас, да ги гледам сите овие зла и се тоа што се случува помеѓу мојот народ. Ама, во книгата на Плачот на Еремија, во 1 глава 14 стих, Еремија вели
Господ ме предаде во раце од кои не можам да се заштитам. Ние денес кога дојде така некој човек во црква да каже Господ ме предаде во раце од кои што не можам да се заштитам, ќе речеме немој бе човек така да зборуваш. Господ те сака, па не така, чекај да ти кажеме ова, она што вели Библијата. Ова е брутално искрен. Вика, Господ ме стави во таа ситуација, нема излегување од оваа ситуација. Во 2 глава, 4 до 5 стих, вика, Господ го затегна лакот свој како непријател, ја управи десницата своја како непријател и јуби се што е мило за очите. Господ стана како непријател, го истреби Израел, ги разори сите домови негови, ги разруши тврдините негови и умножи при керката Јудина тага и плач. Па ќе речам, замислете некој да дојде да рече, знаете колку ми е тешко во животот, што Господ ми е како непријател во животот. И ние ќе речеме, не бе, како, не збори така, кјути ќе те слушне некој. Да, вистина дека Бог не е наш непријател. Вистина дека Бог не беше непријател на Израел во тоа време. А он вика, вака се чувствувам во моментот. И тоа го кажувам, и го оплакувам, и тагувам, со тие мисли тагувам пред Бога. И токму поради оваа искреност, библиското оплакување некој пат може да изгледа како отпадништво од верата. И псалмите кои ќе ги прочитате, некој пат си викаш, што мој на псалмистов? Зарем изгуби својата вера? Не, туку е само искрен пред Бог. И оплакувањето, библиското оплакување поставува прашања. Се бори со прашањето, зошто Господе? Да не дигна целосно раце од нас. Зошто не остави оваа ситуација? И искреноста е здрава карактеристика на секој меѓусебен однос, така? Ако сакате со некој да градите близок однос, барате искреност. И така и со Бог. Ако сакаме да градиме близок и длабок меѓусебен однос со Бог, мораме да бидеме искрени пред Него. Ако во моето срце има сомнеш, ќе биде лицемерно ако дојдам пред Бог и речам ти благодарам. Ако во моето срце има прашање зошто дозволи ова да се случи, ќе биде лицемерно јас да дојдам кај Бог и да речам ти благодарам, се што е доаѓа од тебе е добро и така натаму. Не, Бог бара искрено. Дојди и кажи му тоа што го мислиш. Подобро е овие прашања да ги процесираме пред Бог, отколку да ги процесираме самите во себе. Или со некои можеби други луѓе. Кај Бог можеби нема да ми го даде веднаш одговорот. Ама подобро да разговарам со Него, подобро да поставам прашања пред Него и да чекам да видам што тој има да ми каже, отколку сам да си дојдам до заклучок. Ова се случи бидејќи 1, 2, 3. Можеби некој пат премногу избрзуваме со заклучоци ние, пошто сакаме да знаеме одговор за се. Треба некој пат да дојдеме кај Бог и да видиме што Бог има да каже. Ама да дојдеме кај Него искрено. И третиот важен елемент на библиското оплакување е покајанието. Доаѓаме, ја читаме книгата Плачот на Еремија и ќе видиме дека да, он се жали, он тагува, он е искрен кон Господ, искрен во однос на тоа како се чувствува за Господ, ама исто така, во 1 глава 5 стих, вика, Господ испрати врз него страдања поради неговите бројни беззаконија. Со други зборови вика, при сето ова болка, при сето ова страдање, сваќам дека ова страдање ние како народ си го нанесовме самите на себе. Ова страдање е резултат на нашите беззаконија. Во 1 глава 8 стих вика дека Ерусалим тешко сгрешил. Во 1 глава 18 стих вели дека народот не се покоруваше на Божиот збор. Во 1 глава 20 стих вика народот жестоко се противеше на Господ. Ги дава причините зошто народот страдаше во тоа време. Народот страдаше затоа што народот грешеше. Дали сите што пострадаат тогаш, дали тие мали бебиња кои што мајките ги убивале да ги јадат, или дали тие мали бебиња кои што не можеле да се дојат од своите мајки, дали тие сгрешиле? Не е нивна вината.
Ама повторно се враќаме на еден важен принцип кој што не е секој пат добар, не ни се допаѓа секој пат, а тоа е дека кога живееш во цивилизација, одлуките на ближниот ќе имаат влијание врз твојот живот, за арно или за лошо. Во тоа време Еремија покажува во оваа книга дека е свесен дека, знаеш што, знам дека оваа трагедија што не снајде е затоа што ние како народ потфрливме. Затоа што ние како народ, вика, жестоко се противевме на Господовите зборови. Покаяние. И знаете, покаянието е исто така еден од клучните аспекти, елементи на библиското оплакување. И покаянието е главниот елемент или главната состојка, како може да кажам, која што разграничува оплакување од негодување. Библиско оплакување е ја носам својата тага пред Бог и сакам тој да ми помогне да се справам со ова чувство, со ова разочараност, со ова потиштеност. Тоа е оплакување. Негодување е само јас негодувам ситуацијата и тука завршува работата. Покаянието е тоа кое што го прави оплакувањето да биде угодно на Бог. Бидејќи се обидуваме да видиме, добро, во ред, има ли некаква вина помеѓу нас? Има ли некаква вина во тоа што ние го направивме? И знаете, сега во овој период доста се зборува за оваа трагична ситуација, кој е виновен, кој што направил, кој каде потврдил и така натаму, ама во суштина на сето ова е гревот. Во суштина на сето ова е гревот, кој што се пројавува во многу форми во општеството, ама ќе видите дека овој замижал таму, овој земал подкуп таму, овој не направил така, овој прогледал низ прсти и така натаму, што е тоа? Во суштина е гревот. Не гревот како некој апстрактен поим, виновен е некој таму нешто, не можеме да речеме ти и ти. Гревот има сила само кога ќе се отелотвори преку луѓето. Гревот нема сила кога не се отелотворува преку луѓето. Преку нашите мисли, преку нашите зборови, преку нашите дела. Вината е во гревот затоа што луѓето го засакале гревот и кога човек го засака гревот, кога во едно општество луѓето повеќе сакаат темнината од светлината, не можеме ние да очекуваме благослови, ајде да бидеме реални. Ќе очекуваме беззаконие и за жал и некој пат ќе гледаме жртви како резултат на тоа. И решението сега се зборува за нели кој е виновен и дали има решение, дали ќе научиме лекцијата и така натаму од сето ова што се случува. И јас ќе речам врз основа на библиската и на тоа што го читам во Библијата, врз основа на тоа што го гледам во црковната историја, без исповед и покаяние нема да има решение. Нема да има решение. Пак ќе речам, ќе беше супер да можевме да прогласиме недела на преиспитување, исповед и покаяние. И да речеме, еве каде секој да се приспита, еве каде согрешив, еве од сега натаму како ќе продолжиме. Ама не можеме да го направиме тоа. Оно што можеме да го направиме е секој лично да се приспита, секој лично да се покаја да рече, знаеш што, независно како другите живеат, независно што другите прават, независно како другите се однесуваат во сообраќај и по институции, јас ќе одам по Божиот пат. Јас ќе го направам тоа на кое што Бог ме повикал. Дали другите ќе забушават и така натаму, не знам. Одговорноста е првично за мене. Одговорноста е за моите деца, одговорноста е за моето семејство. Камо со тој пример јас да натерам некој да се подзамисли и да тргне по тој пат. Ама сега да сега одговорноста е на секој од нас поединечно. И четвртиот и последен елемент на библиското оплакување, колку и да изгледа некој пат малце чудно, ама тоа е оно што го прави библиско оплакување, е надежта која се јавува поради милоста на Господ. Имаме тага, имаме искрена молитва, имаме покаяние, ама во сето тоа, ако сакаме библиски да оплакуваме, ако сакаме библиски да тагуваме, мора да има надеж која што е потикната од милоста. Најпознатите стихови во оваа книга се наоѓаат во глава 3 и се стихови 21 и 25. Еве се прекрасни стихови во сето оваа трагедија, во глава 3, некаде на средината на книгата, еве што вели пророкот Еремија. Еве што му одговорив на срцето мое и поради тоа имам надеж. По милоста на Господ не загинавме наполно.
бидејќи милосрдието негово не е пресекнато. Тоа се обновува секое утро. Верноста негова е голема. Господ е дел мој, ми вели душата, па така на него ќе се надевам. Добар е Господ кон оние кои се надеваат на него, кон душата која го бара. Ова се единствените, ако може да кажеме, позитивни стихови во оваа книга. Се друго е, за никаде сме, страдаме, плачеме, казнети сме, катастрофа е состојбата. Ама во целата таа книга, во средина некаде на книгата, Еремија вика, имам надеж само поради Господовата милост. Поради неговата верност, за која што вели дека се обновува секое утро. И во време на тага, во време на страдање, било да е лично, па ги речам, ова, да, може да размислуваме во контекст на трагедијата во Кочани, ама библиското оплакување, повторно ќе кажам, ќе ни се најде во било која ситуација каде што и само лично ќе бидеме засегнати од некоја семејна ситуација, можеби. Кога размислуваме за библиското оплакување, или кога страдаме поради нешто, малку е тешко да се фокусираме на Божјата милост. Бидејќи страдањето околу нас не потсетува само на Божјиот суд. Така, Бог пресудил, правдата била, не знам, имало гревот е казнет и така натаму. Ама Еремија вели, знаете што? Поради Господовата милост не загинавме наполно. Или како да сака да каже, сваќам дека е тешко во тоа негово време. Може исто и кај нас да се примени тоа во наша ситуација. Сваќам дека е тешко, сваќам дека е болно, сваќам дека има страдање и така натаму. Еремија вели, ама ако Господ земеше да го казнува гревот кај секој човек, сите ќе изгиневме. Ако Господ земе да го казнува гревот кај секој човек, нема никој што ќе рече, хајде нека почне, јас ќе се одржам. Вели, поради неговата милост, ние сме тука кај што сме. Поради неговата милост. Не поради нашите заслуги, туку поради неговата милост. И да не заборавиме на Божјата милост во време на страдање. Повторно ќе кажам, било да е лично, било да е колективно. Кога гледаме страдање околу нас, кога гледаме зло околу нас, ние велиме, присуството на злото е реално. Присуството на гревот е реален. Гревот си го прави своето. И тоа е стварно така. Ама ајде не заборавиме и на Божјото присуство. Ајде не заборавиме и на Божјата милост, која што Еремија вели да не беше Господ милостив, не само тешко тие што пострада, тешко сите нас ќе беше работено. Поради Божјата милост, он вели, ние сме тука. И ја верувам дека тоа го гледа како од перспектива и на шанса. Поради Божјата милост, некој нас преживеа во тоа негово време, вели, поради Божјата милост сме тука и можеме да живееме поинаку од тоа што сме живееле претходно. Поради Божјата милост можеме да кажеме денеска денешниот ден е подарок. Дали тоа ги одговара сите прашања за време на страдањето? Не. Ама кога ќе погледнеме на крстот на Голгота, каде што Божјиот син умре за нашите гревови, за наше спасение, ние гледаме страдање, ние гледаме болка, ние гледаме патење на оној кој што е совршен и безгрешен. И во тоа страдање, и во таа болка, и во тоа патење се пројави Божјата милост која што ги спасува грешниците. Во болката, во страдањето се пројавува Божјата милост. И ако ја бараме, верувам дека Бог ќе ни даде начин како да ја согледаме. Ако Бог можел од тоа, ако зборуваме за најтрагични настани, најтрагичниот настан во историјата на човештвото е смртта на невиниот Исус Христос, на Божјиот син. Ама преку тоа, Бог ја пројавува неговата милост. И ако можел преку таков настан, преку такво страдање, да ја пројави неговата милост, може би ќе може и преку нашите помали, иако сепак многу значајни ситуации во кои што страдаме и во кои што патиме.